Во ова видео ќе го решиме наш прв пример од определени интеграли, така наречена куќа. Да се определат координатите на точките, овие тука и било која друга што ни треба, со помош на определен интеграл да се пресмета плоштината на означената област, значи на ова, Б. Да се направи проверка на добиениот резултат со помош на формулите за плоштина на триаголник и правоаголник. Како се започнува ова задача? Чекор 1 е да ги видиме кои се покривите. На тој начин ќе ги интегрираме, па сакаме геометријата да биде исто. Ова е еден покрив, значи тука P1, правата 1, ова е другиот покрив, ова рамната, P2. Значи, тука не е поделбата помеѓу покривите. И ова точка ќе ни треба тука. Чекор 2 се координатите на точките. Значи, тука имаме ова точка, минус 1 е x, а 0 е y. Одеме назад тука, минус 3 е x, пак 0 е y. И тука имаме 3 е x и 0 е y. Горните точки, ова е минус 3 на x и 2 на y. Ова тука е минус 1 и 3. И ова е 3 со 3. Значи, сите точки што ќе ни треба, што се темења на фигурите, ги означавме нивните координати. Сега ќе го правиме вториот дел тука, со тоа ќе знаеме кај одеме со првиот дел. Имаме P1, P1 е сето ова тука, а ќе го поделаме во два дела, ќе го поделаме во овај квадрат тука и во овај триаголник. Главно P1 е овај дел тука. P2 е правоаголникот тука и то едноставно е овде. Пазете да не се мислите на оската, секогаш на ова кај што ви се делат покривите. Колку е плоштината на P1, можеме да гледаме дека е квадрат, ама ќе пишеме правоаголник плюс триаголник. Правоаголник, основа му е 2, висината му е 2 и триаголникот тука е една половина од формулата и ова е правоаголен триаголник, така да основата му е 2 и ова е висината 1. Имаме 4 плюс 1 еднакво на 5. Значи, кога ќе интегрираме под оваа права, треба да добиеме 5. За P2 имаме само правоаголник и тоа има основа 3 минус 1, 4, или можем да броим 1, 2, 3, 4. По висината 1, 2, 3, или можем да речем разликата на y координати е 3. Значи, ова е 12. Ова е полесното, ова е потешкото. Како се прават овие интеграли? Значи, сега треба да ги одредиме правите P1 и P2. P1 е потешката права, бидејќи е наклонат. Значи, тука ќе имаме P1 и треба да ја користиме формулата. Меѓутоа ги имаме двете точки, минус 3, 2, тоа е ова точка, и минус 1, 3. Формулата ни е y минус y0 еднакво на разликата на y-ите, 0, versus разликата на x-ови, по x минус x0. И сега да ги бележиме точките од озгоре, значи ова е x0, ова е y0, x1, y1. И сега заменуваме. Значи y минус 2 е еднакво на 3 минус 2 versus минус 1 минус 3, значи ќе дојде плюс 3 по x минус минус 3 плюс 3. И средеме, значи имаме y минус 2 е еднакво на 1 versus 2. Плитка е, по x плюс 3.
Значи, y минус 2 е еднакво на 1 половина x плюс 3 половина. И на крај, кој ќе го средеме ова, имаме y е еднакво на 1 половина x плюс 3 половина плюс 2, односно y е еднакво на 1 половина x плюс 7 половини, или можете слободно да пишете 3,5. Значи, ова е првата права. Втората права, пред да заминеме на друг лист, ќе го ставаме тука, и тоа е многу едноставно. P2, секаде y е еднакво на 3. Хоризонтална права е. Тука y е еднакво на 3, во сите овие точки тука y е еднакво на 3, значи таа права е y еднакво на 3. Значи ги одредевме правите. Сега треба да ги одредиме граници на интеграција на двете овие прави. Ова е информацијата што ја имаме. P1 е 5, правата 1 е y еднакво на 1 половина x плюс 7 половини, P2 е 12 и y е еднакво на 3 е ова права. Значи, првото место, P1, ни треба колку е x во првата, најлевата точка, x е минус 3. Значи, ова е x тука. Одеме до второто, минус 1. И имаме 1 половина x плюс 7 половини. Да се подсетите, ова е потешката, втората е полесна. Овој треба на крај да ни дава 5. Тоа е работата. 1 половина е константа напред, интегралот од x е x на квадрат врз 2. Значи, 1 половина е ова константа, а x на квадрат врз 2 е интегралот од x. 7 половини е константа, интегралот од dx е x. И права линија тука, пишеме, и двете граници минус 3 до минус 1. Да ги заменаме горната минус долната. Тоа е законот. Горната минус долната. Значи, првен заменуваме минус 1 за x, имаме 1/4 тука, минус 1 на квадрат, плюс 7 половини, по минус 1, тоа е горната граница, минус долната, да се надеваме дека ќе ми бери тука, 1/4 по минус 3 на квадрат, плюс 7 половини по минус 3. Еднакво. Сега, минус 1 на квадрат е 1, значи 1/4, минус 7 половини, и сега имаме минуси и минуси. Првено е минус 3 на квадрат е 9, значи минус 9/4, слободно клавате заграда тука, ако не ќе да водите сметка, плюс 21 врз 2. Првен имаме 1/4 минус 9/4, тоа е минус 8/4, ќе се дели. Тука имаме минус 7 плюс 27, тоа е плюс 14 половини. И ова е минус 2 плюс 7 и знаеме дека на крај мора да добиеме 5. Значи, сега сме на вториот интеграл. Добро. Вториот интеграл. P2. Значи, P2 ни е, границите се од минус 1 x тука до 3 тука. Значи, минус 1 до 3 и едноставно само ова внатре. 3dx. Имаме константа 3, интегралот од dx е x од права линија тука, минус 1 до 3. Горна минус долна, 3 по 3, минус 3 по минус 7. И колку сакаме да добиеме? 12. Ова е 9 плюс 3 еднакво на 12. Значи, точно. И на крај пишеме P е еднакво на 5 плюс 12 еднакво на 17. И со тоа сме готови со задачата.